Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. И поздравувам нашите гости. И од Словенија имам само возвратен поздрав од Крсте Михајловски. Го возвраќа поздравот до сите вас кои што порачавте да го поздравам него и неговото семејство, каде што бев на гости минатата сабота. Што да кажеме? Се спрема да се најавува дигиталното евро. Војната на Блискиот Исток се разгорува. Како што и рековме уште пред 2 саботи, уште повеќе и ќе се разгорува. Таа не е започната за да се стиша, таа е започната за да ескалира. Уште повеќе да се разгорува. Со тоа и апокалипсата, која што започна со ковидот оваа деценија, уште повеќе ќе се продлабочува. Но, за тоа малку подоцна. На самиот почеток би сакал да ве расположам малку со една мала занимливост. Дали знаете дека вештачката интелигенција добила задача врз база на негативот под наводници од Торинската плаштаница да го реконструира ликот на Исуса, како навистина изгледал Исус според вештачката интелигенција. Сакате да видите? Ајде, Борче, повели. Мене ми се допаѓа вас. Како на кого. Меѓутоа, тоа е вештачката интелигенција. Треба да ја веруваме? Не. Се разбира, не. Може би е точно, може би не. Меѓутоа, не треба да ја веруваме. Сега, ја многу би сакал да е тука присутен еден наш пријател од пред 3 години, Боби, кој што тврдеше дека имал визии и тој од Исуса директно. Разни други браќа и сестри низ минатото, кои што тврделе дека имаат исти такви визии. За жал, некои како Елена Вајд и многу други не се меѓу живите за да ни посведочат дали е ова точно или не е точно. Но, толку за тоа. Денешната проповед има еден арапски наслов. Верувам дека сите сте го чуле, но дали знаете што значи? Се вика Харам ал-Шариф. Сте го слушнале ова име? Што е Харам ал-Шариф? Тоа е арапскиот и муслиманскиот назив за што? За храмската гора во Ерусалим. Гората на храмот. Каде што се наоѓа, џамијата Ал-Акса. Што значи Харам ал-Шариф? Преведувачите велат дека значи благородното светилиште. Ал-Харам ал-Шариф, целиот назив. И тоа е нешто
што е од централна важност во целиот свет. И како што реков пред 2 саботи, тоа е причината, тоа место во Ерусалим е причината и за оваа војна, која што најверојатно, според плановите, треба да се разгори и да ескалира во светска војна. Затоа е започната. Пред да продолжам, би сакал да ги повикам сите наши гледачи од интернет, што сега гледаат во реално време, или што во иднина ќе гледаат снимката од оваа проповед. Ако сакаат да бидат поупатени во оваа тема, да ги погледнат кој може, мојата ланска проповед од 24 септември 22 година за Света вечера тогаш, под наслов Црвената јуница. А порано, например, имав серија проповеди во чии што наслови се наоѓаше името Израел, едно 4-5 такви проповеди, од пролета 21 година. Имав 2 проповеди од септември 20-та година, под наслов Црниот папа, прв и втор дел. И малку поодамна, на почетокот на 2018 година, имав 4 серија на 4 проповеди под наслов Третиот храм. Сите 4 дела. Ако ова изгледа премногу тешко и многу за гледање, веројатно никој нема да го направи тоа, тогаш доволно е само да ја погледнете ланската проповед под наслов Црвената јуница, која што и сите претходно споменати се наоѓаат во архивата на нашиот YouTube канал HAC-PPA. Пред 2 саботи кажав дека оваа војна во Газа се гине и на други места во регионот заради Ерусалим и заради Харам ал-Шариф, заради џамијата Ал-Акса, заради храмската гора. Исто така кажав дека не може да биде точна тезата на многу медиуми, дека она што се случи на 7 октомври, нападот на Хамас врз Израел, било нешто што самиот Израел го затекнало неспремен, на спиење, неподготвен, изненадување и така натаму медиумски глупости. Деновиве, што следеа потоа во текот на изминативе 2 седмици, излегува на површина многу други информации кои што се интересни. Се потврдува, на самиот почеток, се потврдува дека Организацијата на Обединетите нации, или како што ја нарекуваше пасторот Морис Бери, сега веќе пред 22 години, кога ни гостуваше тука, во ноември 2001 година, Организацијата на Обединетите пагански нации. Така ги нарекуваше. И со право. Е организација која што била основана само за една цел. Таа цел не е одржување на мирот во светот. До ден денес,
Оваа организација е неспособна да спречи било какви војни и нови конфликти во светот, ниту пак е основана со таква намера. Секогаш избиваат нови војни, нови конфликти, нови крвопролевања, и тоа е еден од знаците што Господ ги прорече во својот пророчки говор за крајот на светот и неговото второ доаѓање. Организацијата на Обединетите нации е формирана, како што кажав тогаш пред 2 години, само за една цел, а тоа е да ја основа државата Израел на Блискиот Исток. Во основањето на таа држава подеднакво учество имаат не само западните империалисти, туку и Советскиот сојуз. Дури според некои руски видеа што ги гледав, гласот на Сталин беше решавачки 1947 година за да се изгласа во Обединетите нации формирањето на израелската држава. Значи, Обединетите нации, наместо да градат мир веднаш после завршената светска војна, со основањето на државата Израел, тие предизвикаа цела серија нови војни, нови конфликти и крвопролевања помеѓу Израел и арапскиот свет во регионот, во Блискиот Исток. Зошто? Зошто? Само заради една локација, само заради Ерусалим и само не било каде во Ерусалим, не, например, модерниот западен Ерусалим, нема никаква вредност. Само заради Харам ал-Шариф. Храмската гора. Само заради тоа место е основа на државата Израел, предизвикани еден куп серија крвопролевања и непрестана борба, војна, што не престанува до ден денес на тоа подрачје, сите изменати 70 и кусур години. А денес, веројатно, дојдовме во ова апокалиптична деценија до самата кулминација, до крајот на историјата и второто Христово доаѓање. Зошто? Зошто? Што сакаат да постигнат глобалистите со Храмската гора? Зошто им е тоа толку важно? Зошто сакаат да ја срушат џамијата Ал-Акса? Зошто таа им пречи? Постои само една причина. Да отвориме во книгата на пророкот Данијел, 11 глава, каде што ќе ги прочитаме кои стихови? Данијел, 11 глава. Пророштото за Северниот цар, 11 глава, да. Читаме, почнуваме да читаме од 41 стих. Пророштото за Антихристот во ликот на Северниот цар од оваа глава, од ова пророштво. Од 41 до 45 стих. 45 последниот стих од главата е кулминацијата. И ќе влезе во красната земја. Која е красната земја? Красната е превод од хананската земја. Ханан, значи красна земја. Во превод. И многу области ќе пострадаат. Од раката негове ќе се спасат само Едом, Моав и остатокот од синовите Амонови.
Моав и Амон, тоа е територијата на денешен Јордан. Едом е сега целиот под израелска власт, целиот јужен Израел, јужно од Мртвото море до Црвеното море. Ке ја протегне раката своја врз разни земји. Нема да се спаси ни земјата египетска. Интересно. И деновиве слушаме се врши силен притисок врз Египет да влезе во оваа војна. Дека војната се разгорува, како што најавивме пред 2 недели и очекувавме, се случи и редица други настани. Шиитските милиции во Сирија и Ирак ги нападнаа тамошните американски бази. Деновиве возвратија американците со нивни удари врз позициите на овие милиции кои што се, како и Хезболах либански, се под контрола на Иран. Целта е таа. Израел 15 години наназад вреска да се нападне Иран. Тоа е целта. Но ако се нападне Иран, тоа ќе биде светска војна. Веќе се исцртани контурите, сценариото кое што многу отворено го објави пред 10 дена уште и Александар Дугин во Русија. Деновиве слушнавме дека водачите на Хамас, патем речено сите тие живеат во Катар, не живеат тие во Газа. Таму гине обичниот народ. Повторно отишле во Москва на средба со руската влада, а една таква првобитна средба летоска беше одржана, каде што и Хезболах и Хамас заедно нивните водачи го посетија рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Ако се случи, ако ескалира, ако Господ не го спречи ова, Иран да влезе во војната, тоа е провокацијата, тоа е целта, тоа е желбата на Израел. Веќе е најавено, Русија и Кина ќе застанат на негова страна, значи на страната на Иран и Палестина, Западот веќе знаеме на страната на Израел. И што имаме? Светска војна. Дали е тоа целта на геволите? Тоа е целта, но дали тоа ќе се оствари, ќе видиме. Зошто светска војна? Има различни причини што ги кажуваат. Разни економски, разни политички аналитичари, па војна меѓу мултиполарниот свет, БРИКС, МИКС, а Западот, Америка конкретно, не сака да ја загуби привилегијата што досега ја имаше во униполарниот и разни други теории. Ништо од тоа не е точно. Да го дочитаме текстот од Данијел 11 глава. 43 стих. Ке освои златни и сребрени ризници и разни скапоцени работи од Египет. Либиците и етиопјаните ќе тргнат по него. Но гласовите од исток и од север ќе го смутат. Па тој ќе излезе со најголема јарост за да истребува и погубува мнозина. Много интересно. Кои се гласовите од исток и од север? И сега доаѓаме до 45 стих. И ќе ги распне царските шатори помеѓу морето и гората на преславното светилиште. Но ќе му дојде крајот и никој нема да му помогне. Еве го Харам ал-Шариф,
гората на преславното светилиште во Даниел 11 глава 45 стих. Храмската гора. Таму Антихристот сака да ги распне своите царски шатори. Или, како прорече апостол Павле во второто послание до Солуњаните, да се префрлиме таму за миг. Второ послание до Солуњаните. Што ќе направи човекот на беззаконието, синот на погибелта? Што ќе направи? Втора глава. Второ послание до Солуњаните во Новиот Завет. Втора глава. Ке почнеме да читаме од првиот стих, бидејќи се важни овие зборови за времето, многу актуелни за времето во кое што живееме. А што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање кај Него, ве молам, браќа, да не се поколебате лесно во мислите своји и да не ве обзема ужас, било поради некој дух, било поради некој збор или преку послание, не баре како од нас испратено, дека Божем веќе настапил Христовиот ден. Никој да не ве измами на ниеден начин, зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе си како Бог. Ова е амбицијата на Антихристот. Голема е желбата на ѓаволот тој еден ден да владее со обединетиот свет во ликот на Антихрист, последниот Антихрист, како цар на целиот свет, диктаторот на новиот светски поредок, не од било каде, не од некаков Њујорк, некаков Брисел или не знам кои модерни градови. Сака да владее од Ерусалим. Зошто? Тоа е некоја негова патолошка страст. Таму каде што беше Божиот храм, таму каде што вечниот Отец живееше во светилиштето, во светињата на светињите, со неговата видлива слава, шекината. Таму сака тој да ги распне своите царски шатори. Целата оваа ѓурултија е заради ова. Заради ова амбиција. Да прочитам некои интересни објави од познати светски медиуми. На сајтот на Middle East Monitor, како што се нарекува, значи монитор на Блискиот исток или блискоисточен монитор во превод, средноисточен, поточно. На 16. август, колку е тоа порано од 7. октомври, на 16. август оваа година беше објавен текст со ваков наслов. Буквално цитирам. Регионот, се мисли на Блискиот исток, регионот ќе експлодира заради израелската црвена крава. Видите со какви наслови почнуваме да се соочуваме во јавноста, во световните вести. Колку навистина живееме во апокалиптична деценија. Се сеќавате пред 2 години, тогашниот израелски премиер, Нефтали Бенет, како се викаше, кој што е лев
Лев. Значи, од лева партија и идеологија. Ги повикуваше израелците да се вакцинираат. И оние што не сака, изјави, да ве подсетам, што изјави? Оние што не сака, оние што пружаа отпор како нас, вакцинирајте се, ако не се вакцинирате, нема да дојде Хамашијах. Нема да дојде Месијата, ако не се вакцинирате. Еден лев, значи, некој зајко или некој ќурка да зборува такви работи, од левите партии, да зборува работи од библиските апокалиптични пророштва, тоа е нешто многу чудно. Многу чудно. Да зборува некој десничар такви работи, ајде. Малку пологично. Иако ние доскоро живеевме во време кога ниту леви, ниту десни се дрзнува во јавност да зборуваат за Библијата, за библиски пророштва, за апокалиптични настани и ликови. Нешто многу невообичаено е оваа деценија во која што живееме. Дали е последната во која што живееме? Да продолжам понатаму. Значи, оваа црвена крава се однесува на црвената јуница. Шеснаесети август регионот ќе експлодира заради израелската црвена крава. И како можел некој сајт да знае на 16 август што ќе се случи сега, овој месец во октомври, во Палестина, а Мосад да не знаел. Мосад кој што го формира Хамас, за да му биде опозиција на Арафат. Мосад и ЦИА заедно го формира ИСИС минатата деценија. Се е ова планирана игра со намера конфликтот да ескалира. И во тој конфликт кој што ќе ескалира, која е целта? Како Хамас ја нарече операцијата што ја започна на 7 октомври, знаете? Да. Поплавата или луњата Ал-Акса. Името на џамијата. Самите, зошто се случи? Пред тоа се кажува како некои еврејски рабини, значи, за време Седици, пред 7 октомври, влегле, се качиле горе, значи на Храмската гора, на Харам Ал-Шариф, со намера таму да вршат некои, како што се опишани тука, некои талмудски ритуали. Многу конфликтна ситуација. Веќе отворено се кажува дека оваа војна се води заради џамијата, заради Храмската гора. А ако е така, тогаш е тоа последната голема војна. Да ве подсетам, во септември 20-та година, кога цитирав еден еврејски рабен од Израел по име Даниел Асор, беше кажана информација во 21-та година, потоа следната пролет го цитирав и полскиот рабин Каниевски, во меѓувреме починат, многу лица починаа после ковидов и со ковидот. Ќе ве подсетам две информации. Едната информација беше тогаш дека полскиот рабин Каниевски имал нарачано да му се сошие, да му се подготви една специјална бела одежда, која што сакал да ја носи кога ќе се сретне со Месијата, со Машијах. Зошто? Бидејќи се тврдеше дека тој е веќе
во Израел, така тие тврдеа, не го тврдам јас тоа, дека тој е веќе во Израел, дека има намера да се сретне со водечките израелски рабини и беше кажана информацијата, исто така, тогаш, дека тој најавил дека ќе се случи голема војна. Предстои голема војна, така рече. Ако е голема војна, ако е тоа точно, ако е голема војна, дали се сретнале израелските рабини и со кого, јас не знам, со некој кандидат да биде последниот антихрист, не знам. Не знам дали е тоа точно. Меѓутоа, ја го цитирав тогаш тоа како занимливост, дека самите евреи тврдат дека лажниот Месија, антихристот, е веќе меѓу нив и дека тој најавува голема војна. Дали е ова таа војна? Дали е ова таа војна? Да прочитам уште нешто. Британскиот Мирор, огледало, многу попознат медиум, западен, на 4. септември, оваа 23 година, значи над месец дена пред 7. октомври, објави текст под наслов "Првата црвена јуница после 2000 години го исполнува библиското пророштво и го означува почетокот на последните времења." Видите, светски медиуми со што се занимаваат, што почнуваат да зборуваат и да објавуваат во оваа апокалиптична деценија. Почетокот на последните времења, кога треба да се обнови храмот, значи третиот храм во Ерусалим, за да таму биде зацарен и востоличен еврејскиот Месија, значи Мошијахот, но кој што не е Месија ниту за христијаните, ниту за муслиманите, напротив, за овие и за христијаните и за муслиманите, тој ќе биде антихристот. Британскиот Мирор, ние ги кажувавме овие работи порано, ама ние. Британскиот Мирор сега ги кажува овие работи. Има разни други интересни објави, кои што немам време сите да ги читам. Би сакал да се подсетиме сега на Христовите зборови, да отвориме Евангелие по Јован, Јовановото Евангелие, 5 глава. Кога Христос се наоѓа пред Синедрионот, највисокото управно и судско тело во тогашниот Израел, обвинет затоа што ја погазил саботата, бидејќи го исцелил фатениот, нели? Парализираниот во Витезда. Намерно го исцели во саботен ден. Уопсен заради тоа и изнесен пред судот. Добро е да си го прочитате целиот Христов говор, значи ово Јован 5 глава, целата негова одбрана и целиот негов пророчки говор изнесен во таа прилика пред Синедрионот. Но за денески се подсетиме само на зборовите од 43 стих. Јован 5 глава 43 стих. Јас дојдов во името на мојот Отец и не ме примате.
А некој друг, ако дојде во свое име, него ќе го примите. Некои преводи велат, а друг кога ќе дојде во свое име, него ќе го примите. Кој е овој друг? Антихристот. Било кој. Имало многу лажни месии и лажни Христоси само во историјата на израелскиот народ. Последниот антихрист исто така ќе биде тој некој друг кој што ќе дојде во свое име. И него вие ќе го примите, мислејќи на Израел и неговите водачи. Ќе го примат и повеќето цел свет. Зошто ќе го примат? Зошто вистинскиот Месија, зошто Божиот Син евреите го отфрлија, а зошто лажниот Месија, било кој, со се последниот, го примаат? Зошто? Тоа патем речено не е болест само на тој народ. Тоа е болест во секој народ. Израел, како и многу народи, сакаат политички Месија. Политички Месија. Сакаат Исус, зошто го отфрлија? Затоа што Исус не ги исполни нивните очекувања. Тие сакаа политички Месија. Тие сакаа некој што ќе се бори против римјаните, ќе ги избрка римјаните како окупатори и ќе воспостави славно израелско царство, ќе го прослави израелскиот народ над сите други народи и така натаму и така натаму. Секој што ќе им понуди вакво нешто, тие ќе го прифатат. Точно ли не? И, значи, секој Бараба ќе го прифатат. Затоа што Барабата, за да биде прифатен, за да биде изгласан, ќе ви ветува тоа што вие сакате. Дали ќе го исполни, тоа е друга работа. Важно ќе ви ветува, вие гласајте, а Христос нека биде распнат. Колку такви бараби има до ден денес. И имало. И кај нас, и во разни други земји. Меѓутоа, нам не ни требаше таков Месија. Нам не ни требаат бараби. Нам не ни требаше таков првосвещеник. Нам ни требаше спасител од гревот и од смртта. Нам ни требаше спасител за вечен живот. Каков првосвещеник ни требаше? Читајте во посланието до евреите, 7 глава. Таков првосвещеник ни требаше. Безгрешен, свет, непорочен, совршен, божествен, победник и над гревот, и над светот, и докажан победник над смртта со своето преславно воскресение. Останува да одговориме само на последното прашање. Кој ќе биде последниот антихрист? Би сакал да ја видиме и втората слика. Ова што ќе го видите не е православна икона. Некој го насликал, може би некој православец, предпоставам некој русин,
Не знам точно. Јас не можев да најдам друга слика, значи, ова е единствена слика што на интернет постои, што јас сум ја видел, на ваква тема. На сликата сака да каже дека едниот од овие двајца ликови е Христос, а другиот е кој? Антихристот. Зошто личат? Зошто личат? Точно! Затоа што последната голема измама на Антихристот, последниот Антихрист, е тој да се објави во светот, да се представува дека он е Христос. Неговото појавување пред светот ќе го рекламира како второто Христово доаѓање. И така ќе го излаже светот. Прво ќе ги излаже евреите, дека тој е долго очекуваниот нивен Месија, но како ќе ги излаже остатокот од светот. Во овој екуменизам, каде што се договараат сите три религии како да се соединат, односно нивните водачи, многу лесно ќе биде во ликот на Антихристот, едните да го гледаат Христа, другите да го гледаат нивниот еврејски Месија, а сите луѓе во светот едноставно да гледаат конечно еден водач, кој што на светот, после многу крвопролевања, после многу војни и оваа голема последнава, ќе му донесе мир. Толку посакуван мир. Дали ова, бидејќи вештачката интелигенција денес е актуелна, дали може би Антихристот ќе се појави во оној лик од првата слика? Бидејќи новиот пророкот на денешно дигитално општество, кој што сите го слушаат и мнозина веруваат во него, е вештачката интелигенција. Јас би сакал да завршам со цитатот на Елена Вајт од Големата борба, 650-та страница во нашиот превод. Кој што и денес, иако оваа книга е пишувана пред повеќе од 140 години, тука некаде, 140 години, е многу актуелен. Во завршниот чин на големата измама, последната голема измама, лично сатаната ќе се прикаже како Христос. Кој е последниот Антихрист? Кој сака да владее со светот од гората на преславното светилиште во Ерусалим? Црквата долго тврдела дека го чека доаѓањето на Спасителот како исполнување на нејзините надежи. Сега големиот измамник ќе создаде впечаток дека Христос веќе дошол. Во разни краишта на светот, сатаната ќе се појави меѓу луѓето како величенствено суштество со заслепувачки сјај. Замислите вакво нешто. Каква мода, какви бакрачи, каков луксус, сето тоа ќе биде ѓубре во споредба со оваа манифестација. Величенствено слуштество со заслепувачки сјај, кој ќе биде слично на описот на Божиот син во Јовановото откровение, откровение 1 глава. Како е опишан таму Христос, прославениот Христос, кога му се открива на апостол Јован на островот Патмос. Читајте, откровение 1 глава. Славата што ќе го обкружува, ќе го надмине сето она што кога и дае го видело смртното око.
Низ воздухот ќе се разнесува триумф на победа. Христос дошол, Христос дошол. Погодете што ќе трубат медиумите тогаш. Ова истото. Ќе тврдат до сега лажеле, па тогаш нема да лажат. Ќе тврдат ова иста лага. Антихристот ќе го прогласуваат за Христос. Христос дошол, Христос дошол. Народот ќе паѓа ничком пред него, обожувајќи го. Тој ќе ги подигне рацете и ќе ги благословува, како што Христос ги благословувал своите ученици кога живеел на земјата. Ќе го имитира Христа во секоја поединост. Ќе личи на Христа. Физички, од надвор. Неговиот глас ќе биде мек и придушен, но мелодичен. Со благ и чувствителен тон ќе изнесува некои прекрасни небесни вистини што ги изнесувал Спасителот. Значи ќе каже 1000 вистини. Прекрасни работи што ќе ве освојат. Ќе лекува болести кај народот. Ќе прави чуда, како што правил Христос. Значи, во се имитација на Исуса Христа, но ќе има нешто ново во сето тоа. Ќе лекува болести кај народот и ќе тврди како да е Христос. Тој ќе тврди дека е Христос, така. Дека саботата ја променил во недела. И на сите ќе им заповеда да го празнуваат денот што тој го благословил. Ќе каже дека оние кои упорно го празнуваат седмиот ден, го обесчестуваат неговото име, зашто одбиваат да ги слушнат неговите ангели што ги пратил кај нив со светлина и вистина. Ова ќе биде силна, речиси непреодолива измама. Како самарјаните што ги измамил Симон вражарот, народот од малечко до големо ќе ја прифати ова измама и ќе вели, како во Дела 8 глава 10 стих, овој е голема Божја сила. И само уште еден пасус. Но Божиот народ нема да биде заведен. Науките на овој лажен Христос не се во согласност со Светото Писмо. Неговиот благослов ќе биде изречен над почитувачите на зверот и на неговиот лик, токму над оние луѓе за кои Библијата кажува дека врз нив ќе биде излеан Божиот гнев, неизмешан со милост. Драги присутни, се изгледа дека живееме во последните години од историјата на светот. Во времето на последниот Антихрист, а со тоа во времето на второто Христово доаѓање. Времето на третиот храм, и дали оваа војна ќе ескалира и ќе биде тоа што одамна се најавуваше, чистење на теренот на Харам Ал-Шариф, рушење на џамијата Ал-Акса, подготовка за изградба на третиот еврејски храм и единствената светска влада, односно диктатурата на Антихристот во целиот свет, со главен град тоа место во Ерусалим. Или не, времето ќе покаже. Наша задача е да се молиме Господ да го спречи и да го одложи сето тоа. Но ако не го спречи и ако го дозволи, тогаш да се радуваме што Господ доаѓа. Крајот на се наближи и нашето спасение
И денот на спасението, денот на воскресението и денот на неговото вечно царство е близу. Нека му е фала и слава вечно. Амин.